Министерството за здравство реагираше на вчерашниот прилог на 1 ТВ, во кој објавивме за тестирањата и дел од резултатите за западно-нилската треска. Во реакцијата се вели дека нашите информации се шпекулации и покрај потврдата од страна на стручно медицинско лице дека тестирања се вршеле. Кај ниту еден пациент во Република Македонија не е потврдено присуството на вирусот на западно-нилска треска. Пациентот кој што го издвојувате во вашиот прилог бил примен во градската општа болница 8 септември со симптоми на грип и висока температура. Но испитувањата докажале дека не станува збор за западно-нилска треска. Истакнуваме дека ова е случај стар 3 недели и пациентот во меѓувреме е пуштен дома без компликации по неговото здравје. Истото го кажа инфектологот Патриција Каламарас во телефонската изјава за 1 ТВ, но со детално и разбирливо објаснување на резултатите од испитувањето. Резултатите на 2 од потребните 3 тестови за западно-нилска треска биле позитивни, а 1 тест бил негативен. Според европските критериуми, прифатени во земјава, нема позитивен случај бидејќи не е позитивен резултатот од сите 3 тестирања, но според американските критериуми, доволен е позитивен резултат на 2 од нив за случајот да се третира како позитивен. Дали ова би значило дека според ова што вие што туку ни го објаснивте, кога оваа дијагноза би била поставена во Америка, тогаш овој случај би бил третиран како сигурно позитивен, а не како веројатен? Значи, да, меѓутоа ние одиме по европски стандарди и по тие европски стандарди, значи овој случај е веројатен случај на вестнаелна инфекција. Според ова, сметаме дека информацијата е детално и точно пренесена на јавноста, без обид да се заобиколат фактите. Понатаму во реакцијата на Министерството се вели: Во исто време, потенцираме дека Министерството за здравство во ниту еден момент немало намера да прикрие било какви информации. Вашата новинарка во изминативе неколку недели беше во постојан контакт со Министерството. Ја потврдуваме комуникацијата со Министерството, со напомена дека токму од таму, како и од кабинетот на директорот на болницата 8 септември, не упатија одговори да бараме од докторите во истоимената болница и во Комисијата за заразни болести. Доктор Патриција Каламарас и првиот човек на Комисијата за заразни болести, доктор Миле Босилковски, ни беа посочени како извори од кои може да ја добиеме информацијата. Одговорот од двајцата посочени доктори беше објавен во вчерашниот прилог. На крајот, ги уверуваме граѓаните дека Министерството во континуитет ја следи состојбата за евентуалната појава на вирусот на западно-нилска треска, но и за евентуална појава на други вируси. Повторуваме, во Република Македонија нема потврден случај на вирусот на западно-нилска треска. Со прилогот кој што беше емитуван на вашата телевизија, се создава неоснована паника и страв кај граѓаните. Дека состојбата се следи, кажа и доктор Патриција во вчерашниот прилог, а што се однесува до тврдењето дека создаваме паника, во целост го отфрлуваме. Напоменуваме дека нашата основна цел е точно и детално презентирање на сите факти. Јавноста има право да ги знае сите детали и да биде навремено информирана за состојбите. Додаваме дека јавното здравје и информациите поврзани со него се од исклучителна важност за жителите на земјава.